Од самиот почеток на надпреварот се почувствува дека гостиварци ќе забележат и втората победа во продолжението на кошаркарскиот шампионат од втората македонска кошаркарска лига. По завршувањето на третата четвртина гостиварци имаа предност од 20 поени, што беше доволно предност за тренерот Мирико Петревски последната четвртина да ја одигра со играчи од клупата. Новото засилување на гостиварци Тони Симич со 5 блокади, 11 асистенции и 12 поени беше еден од најдобрите поединци на домаќините. Без разлика што клубот е прва сезона во втора лига, новоформиран клуб во втора лига, меѓутоа атмосферата е одлична, како што самите може да видите дека има задоволителен број на публика за второлигашка конкуренција, некои прволигашки екипи немаат. Околу екипата ме прифатија одлично, се најдов во оваа средина, не ми е прв пат без разлика каде и да играм, јас сум тој истиот, каде што само гледам напред за да победува тимот и резултат, друго ништо не ме интересира, без разлика која екипа од другата страна, јас секогаш давам максимум и тоа е тоа. Задоволен од играта на Радовишани беше и гостинскиот тренер Николовски, кој добро се сечева на шампионските денови на Гостивар, а и го согледува потенцијалот на домаќините за надпреварување во првата лига. Во Радовиш изгубивме со поголем резултат, така да овој резултат можам да речам дека не е неуспех. Али најбитна работа што е? Што Гостивар повторно имате кошарка. А постарите навијачи знаат, на времето беше работнички прв клуб, втореше Маврово. Чираше втора Југословенска лига и друг немаше никој. Сите ние бевме во Републичка лига, така да ме радува фактот што Гостивар се враќа на кошарка сцена. И мислам дека претежно има гостиварски кадар што е за пофалба. Второлигашите паузираат една недела. 12-тото коло се игра на 27 месецов, а гостиварци ги очекува тешко гостување кај лидерот на табелата. Во досегашните 11 кола, Охрид е без пораз со 22 поени, додека Гостивар, Вардар и Војдански Лисици ја дела втората позиција.